Точно е, дефиницијата дали било средба или настан е за дилема. Еве веднаш се коригиравме, ние рековме сме транспарентни, но честно беше како и другите кои што се ракуваа со претседателот Трамп, така и јас да посакам успешен старт на реформите на Обединетите нации. Тоа беше разговорот со кој што го споделив со него, беше возвратен на благодарам и толку. Очекувам да 2018 година Македонија започне преговори со Европската унија. Свесен сум дека Грција и тука е важен актор, но верувам дека навистина Македонија ќе биде и 30-та земја членка на НАТО. Трпете сериозни политички удари, но и сериозни критики од јавноста за состојбата со вице-премиерот Ангјушев. Разговарате ли со Кочо Ангјушев за ситуациите на конфликт на интерес со неговите активи? Секако дека разговараме, доколку има вакви случаи, јас во иднина ќе барам владата за тоа да биде информирана, да сподели ставови, да изгради своји принципи. Во тек актуелно е во Македонија организирање на, односно општинските совети носат одлуки за организирање локални референдуми за прашањето за мигрантите. Прашањето е зошто нема реакција од надлежниот инспекторат за локална самоуправа, ако се имаат во предвид сите дилеми за тоа колку тие одлуки се легални. Немат никакво легално право да бидат спроведени референдумите од неколку причини. Наједноставно е за граѓаните, немат предвидено пари во буџет да ги платат избирачките одбори, да испечатат ливчиња. Зошто генералниот секретар во вашата влада си го вработил комаши? Може би да се случуваат грешки, но како што гледате, транспарентно тој е спремен и да одговори на се, а јас сакам да ги видам детално анализите. Ако постојат грешки, ние ќе знаеме да ги поправиме тие грешки.